Добар ден, почитувани гледачи. Нешто плюс со Кате и во позадина Драмскиот театар, значи некоја личност значајна во Драмскиот театар. Останете со програмата на македонската телевизија, па ќе видите со кого ќе се дружиме денес и ќе ви откриеме дел од неговата интима. Се отвара шалтерчето? Ајде, обратно. Здраво, знаеме, само јас да си поздравам и тука. Еве, ние си дојдовме. Повелете. Благодарам нашиот гостин домаќин. Благоја Чуревски, што почитувани гледачи. Да, меѓутоа прво подарокот од нашите пријатели Китка. Обично треба зимска љубичица, тоа е за терасата во вашиот стан. Благодарам многу, обично мажите треба да. Ова е подарок за Магдалена, вашата. Благодарам. така. Ќе ви бидем многу благодарна. Така. Бројче ќе добиеме или? Да, обавезно. Да, затоа што сепак мантилот. Без бројче немојте. Не ми е многу нов, ама. Еве, бројче 42. Да, добро, 42, овдека е гардеробата, така, мантилот го оставаме. Сега, ако сакате, можеме да отидеме прво во сала. Да, малку да прошетаме, низ Драмскиот театар. Ние сме дошли, ама до бифе, како екипа. Да, не, еве сега малку да смениме. Повелете. Ајде. Зашто дојдовме до овдека? Кате во е интимно место и овдека... На крајот холот. Да, на крајот од холот нема бегање. Нема бегање, така. Не, те донесов овде за да ги покажем јако овие стојат во холот кога доаѓа публиката. Јас би сакал да ги покажеме сите овие бројни награди кои што се... Што е доказ дека Драмскиот театар е еден од најнаградените театри. Да, најнаградуваните театри во бившите простори и сегашните простори и во идните простори. И во идните, да, и пошто така да овие се горе Стерини награди, овдека е Гавриела, овие се Војдан Чернодрински, ова за најдобра представа, 11 октомври и така натака, плакети горе. Така. Ти во Драмскиот театар? Јас во Драмскиот театар од 1.9.71. Како учениците, 1 септември, сите почна на работа. Така, јас, Мето Јовановски, така дојдовме од 1 септември, значи на мојот роѓен ден, на 9 септември, 9.9.2012, јас ќе отидам во пензија. Во пензија и тогаш ќе ти честитаме пензионирање и повторно ќе те снимаме, причина за да видиме како си како пензионер. Кога си и каде роден? Роден сум, кога? Мајка ми отишла да ја види свекрвата и во Веле сум роден, во куќата кај што се уште живеат. Да, кај што се уште живеат чичко ми, на татко ми брат, а инаку во моето крштениче, во Свети Димитрија сум крстен во Скопје 47-ма, замислете, мајка ми ме провлекла некако таму, заедно со Прличко и вика од протоиереј Давидов, вика дека го восприе неговиот кум Петре Прличко и пише дека сум роден во Скопје. Така да можам. Битола сум исто роден, Велес и Скопје. И Скопје, каде сакаш? Од сите три места, според значи околината си бираш и си кажуваш таму и таму. Но најмногу, ако се земе, најмногу сум живеел во Скопје. Така. Кажа, во твојот живот. Значи кажа крстен, верник. Да. Не тој кој што паѓа, нели? Кога сакам да бидам сам. Имате слава или имен да нешто славите тако, не? А посетуваш Мирославата името. Имен, Благовест, Мирославата. Да, тоа е во април. Да. 7 април, не се менува. 7 април, не се менува никогаш. Така. Значи затоа сум значајна личност. Со убави датуми 7 април не се менува. 9 септември пред 8, значи... И мојот роден ден 6 април не се менува никогаш. Значи, добро, одлично ќе дојдем. Еден ден сме заедно, може да се договориме да славиме следната година, така. Се движиме ние сега кон салата. Сега би сакал да ве внесам во салата и така работниците ја местат сцената. Да. И да го продолжиме разговорот. Да, сигурно. На твое место. Одиме со нашата емисија? Одиме. Така? Меѓутоа остануваме овдека. Затоа што јас ќе тргнев уште малку, али добро. Кажа цел работен век овдека во Драмскиот театар, меѓутоа не само како актер, 16 години, тоа е многу голема бројка и како директор. Да, 4 мандати и нешто. Така? Да. И како се успеваше се?
Тоа да не излезе, нели, се успева ако сакаш. Значи човек ако има Ако волја, сакаш да направиш, да го менаџираш добро театарот, ќе треба да заборавиш на себе. самата бројка кажува дека било Треба да добро, нели? заборавиш на себе, а да работиш во интерес на актерите, на вработените внатре и на самиот театар. Така. Меѓутоа тука се, нели, и домашните обврски и семејството. Не, домашните обврски мене, мојата сопруга Така сте ги ме следеле ослободила, работите, да, ме ослободила. Кога се земавте ти кажа нема да готвам, нема да пеам, нема да пекам или? не, ништо не се ми кажа. Значи, Но мојата професија е таква која што бара цел човек. самата се знаеше дека И она свати дека е така. незината професија е нешто сосема друго. Да, она е педагог. Ме научи мене, педагошки ме направи да бидам Така, мирен, да да, сум... културно убаво да се однесуваш, да, да не апсолутно. касаш, да. Не. Затоа е сега си мирен. Да. Значи, дома ништо, не работиш баш Па ништо. не, да речеме додека не ме чепна половината, значи усисував и тоа понекогаш го правам дома. Тоа можам... Тоа повеќе рекреативно, Да, најверојатно. тоа можам одиш да да правам. вежбаш Ако некаде, ме кога пратат можеш, нешто да. да купам, Значи, пазарењето пратеник е твоја. сум, нели, Пратеник ќе ме си, пратат до таму. Слушаш? Нешто посебно не, ако има риба да спремам, мајстор сум, одев на риби, ловев, јас ги чистев, јас ги правев се. нешто Можам да специјално. направам дивеч, почнувајќи од див зајак, Така. нели, И нешто до поголемо? питом, и поголемо, и дива свиња, ако ја има, ако ја нема. Сето тоа со додатоци? Да, прлешко, можам да направам одлично, ќофтиња, супер. Да. Можеме, па се јаде и тоа. Се јаде тоа е поубаво дури од телешка. Така? Да, по вкус. Така, а што е? Се меша, Кој ти е најомилено, што викаш по вкус? Кој ти е најомилено јадење? Дали сладките или киселите или крутите, солените работи? Сега искрено, кате ова жена ми одма би рекла нема кај него Граница? нема сите јадења јас ги јадам, не постои јадење кое што не го јадам. И сакаш да кажеш и задоволен си во едно? Апсолутно. Значи пофалби испратиш на Апсолутно. незина адреса, задоволна и таа од тебе? Апсолутно. Добар ученик, добар се Сигурно. воспита, добра те Да, научила. да. Меѓутоа нешто посебно така луто благо нема специјално? Апсолутно многу љуто, Да? бескрајно љуто. Сега син ми нарача од Америка некој чили донесе во паковано. изврачени? Не, ништо Да, нема, врска не е љуто. Не е луто? Затоа Нема, е како мало. македонско љуто ако начекаш, тогаш нема пољуто од него. Така, а пијалоци омилени твој? Омилени пијалоци виватап. Само тоа пија. Значи само тоа пиеш? Исклучиво само тоа. Кои се твои мани во твојот карактер? Тој не може веќе да се менува, доцна е. Па, не, нити имам намера да го менувам. Ако се земе дека сум јас во знак девица, а под знак лав, значи може да видите. Значи човек Значи, кој што... познатост може да превладува. Некојаш превладува многу. Значи во однос на работата, во позитивна смисла, не во негативна. А девицата е тоа што бара чисто, бара седе на место. Пример, ако сум го оставил текстот тука и жена ми го помести 2 сантиметри, натаму ја не ги гледам тие 2 сантиметри. Ја гледам таму кај што сум го поставил. Тоа е, мислам дека пред се сум човек, тоа е битно. Значи, сакам да помогнам таму каде што може, што е во рамките на Твоите можностите. така. Не бегам од работа. Тоа што знам да го правам, најдобро Така. е театарот. Театарот, така. Тука сум цел. Ќе го спобудалат човека и собствената куќа ќе си ја сгреши. Хајде, Рајно. Добро, мајче, добар ден, бабо. Добар ден, мајче, добар ден, мајче. Тоа е тоа, Не се секирај, не се секирај. Не да те буни ова, немој да паѓаш ти во апатија. Не, види, мајче, ова е прва фаза од нашата работа. Прво, ќе ги одлепиме тапетите. А после ќе ги измиеме зидовите, па ќе ги гипсираме, па ќе ги флекуе, па ќе ги штемуваме. Не бере как, ама чекај, да простиш, мајче, зидовите ваши како чавки да ги колвага. Тачка, ние до прва ќе работиме, мајче. Како не, нема проблем. Леле, антихристи, Господе, ке ме спобудалат луѓе во што е ова. А бре, што е ова? Молери ги викнал тасен. И шта? Грундирање, флекување, штемување. Ха? Штемување. Разбираш?
А бре, вака ли се влегува во празна куќа да не видите да даде Бог? Така ние сме мајстори, не сме рами, како празна? Ами овој овде? Ами тие двајцата таму? Ха? Ајде на работа. Твоите мани некако се и позитивни особини твои. Па повеќе се позитивни. Повеќе се позитивни, но и лавот знае понекогаш да Ај, нешто такво, да. Да, потврдоглав. Тврдоглав значи? Упорен. И нечи или? Да. Тврдоглавоста не се поврзува? Ако ја земеме дека е тврдоглавоста во позитивен смисол на зборот, не во лошиот смисол на зборот. А како си кога си налутен, кога си лош? 2 секунди. Да? Да. И веднаш катастрофа. Значи просто 2 секунди и готово. Јас мислам барем еден ден. Не, Да тоа преспиеш. супругата моја. Да, она држи. Да, она држи, она е близнак, не знаеш кој близнак што и кажал, мислам кој од двајцата и рекол. Што е во главата? Да, така. Син ми е септември, он е Како се вика девица, синот? Мартин. Така, Да. работи, учи. Не, втора година е на информатика. Ќерка ми е завршен новинар, колега твој. Така. Работи во градско собрание. Се точно дали ќе ја кажам таа функцијата и е за односи со јавноста. Така. И при помош на градоначалникот. Така, се вика? Се вика Ана, Така. а син ми Мартин, Значи, а Ана е мојата сопруга е Магдалена. Магдалена, така ја кажавме на почеток. Ана е мајката на Гала, на мојато Гала, злато. Така, на Да. твоето злато. Гала, колку рековме има? Гала има 3 години и нешто. Она е лав. Лавица. Она е 31 јули, она е чист лав. Еве со пријателите. Дали пушиш, пиеш, Не. рече? Ги оставив такви цигарите пороци, 80-та, значи, немаш? не. Имав, како немав, се, Али јас сега по 3 немаш? дена пиев, не беше проблем. Да, Сега не, сега не, ништо од сето, да? не ми, Така? веројатно не ми значи ништо и не го правам тоа. Да. Така, цело време во Скопје живеете во населбата Аеродром? Не, прво живеевме на Огњен Прица, Исто во стан или? па да, во стан, па тој стан го дадов на државата и добив проширување. До Бисер, трговскиот, Да, значи. да, и долу сум во Долче Каза. Така? Секој ден мислат дури дека е моја. Меѓутоа не е твоја, знаем, кажа. Ние актерите немаме таква можност да Така? живееме од она што го сработуваме Така ние. е. Возиш, Барем не имаш овде. возачка? Имам возачка од првиот момент. Прво имав Рено 4, па потоа имав Москвич, па имав со женски оркестар, кога игравме, успеавме да заработам Форд Ескорт и сега имам Авео. А зависник од мобилни, од Да, компјутери, од тоа да? сум. Јас сакам Да? убави, мобилни, и во моментот имам HTC Desire HD и E90, Nokia и BlackBerry. Так, А сите телефони ги чувам. Сите. Значи од првите, јас имам една толкава Motorola 2200 марки беше која. Сакам, тоа го сакам. Значи сакаш такви убави работи. Да. Да имаш врака. Како што е Да. жената, како што е телефонот, значи се да имаш во рака. Сопругата убава, Да, ете така, така и телефонот убав. Не реков само за сопругата. Добро, за останатите жени. Да, ете така, ќе си се најдат нашите гледачки. Да. Јас најмногу се. Јас сакам Македонија. Чакај, ма шепице, какво искаш да кажеш с това? Че аз Македонија искам, каква? Ама само да ти кажам. Да ти го натискам, а? Чакай бе, малцинство, чакай бе, какво се буниш ти па? Што какво се буниш, Мари? Само да ти кажам, тоа дека сум србијанка, тоа нема никаква везе. Няма значение, јас. Сите знаат дека србите ја сакаат Македонија како своја. Да, и ние Треба исто. ќе придржи малци инструментот. Доја ти кажам само Да, нешто. заповядај. Нема да се расправаш со малцинството. Добре. Ќе се договориме овака, ќе се договориме. Какво? Куманово. Куманово? И Скопска Црна Гора заедно со рафинерија. Знаеш како тие санкции, немаме бензин. Моја. Това е за вас. Аха. Добре, тогава аз Охрид, Струга, Черни Ядрим и так насам. Договорено, колешки, договорено, нема да се расправаш. Компјутер, интернет, Да, тоа знам. Не се. независник, меѓутоа она што треба. Сакам да видам, но имам. И на сум и на Facebook те има, Skype, и да. на Facebook, да. Толку колку што треба. Толку Да се колку што треба. информира, јас велам да се Wordот, каже што се така да работи. смениш некоја слика, ако не знам, го викам син ми. Помош? Иначе тоа е Excel, тоа не ме интересира, тоа е за професионалци. Так, тие што студираат тоа. Да, Како син ми. син ти, како син ете ми. така. Дали дома некогаш, еве, кога биле мали децата или пак сега внуката е мала, бараат од тебе да бидеш актер? Внука ми да. Децата немале можност, затоа што многу работев.
И како директор, и како актер, и се снимаше филмови и така натака. Што бара твојата внука да и... Мојата внука бара која ќе дојдам да ја земам и по пат, ако одиме пешки, ако е убаво времето, и кажувам, приказна, сега и е многу со гавранот и со лисицата, со сирењето, и одма ги запамтува и после тоа таа мене ми ги раскажува, али на некој свој начин. Значи веднаш се повторува. И голема глумица е, одма, ако нешто сака да ти одглуми, перфектно. Така, ќе ни одглумиш и нам, и гледачите на македонската телевизија, на емисијата Нешто плюс Окати, овој пат Благоја Шоревски, нешто така. Не спремен, ама ти си спремен роден, се гледа. Зависи што. Така. Зависи што. Твој избор. Според нашата емисија и гледајќи ме мене. Сега имам трема. Затоа што не за внуката, не. Сега имам трема, сега имам за внуката трема. кажа што? Па не знам, јас обично не се ни припремам, ама Па и не треба. Немам нешто посебно во моментот да ти кажам. Може би нешто што ќе не насмее. Зошто да не? Тоа ичпа. Тоа го немам. Тоа не. Немам сега, не ми доаѓа материјал. Не. Сега ме чека во моментот Марија Кондовска за Фани Мани. Па имаме како тоа во двојката, па викам во двојката, како и секојаш си влегувам во двојката и си ја носам мојата чанта и одеднаш нешто поп стомакот нешто ми се јаде и си викам да си го земам твоето сендвиче што ми го правиш со многу ајвар, че ще едам се, многу ајвар и сиренце и како си го земам ја отварам тажната и гледам пари, многу пари. 2.450.000 долари. Па како знаеш, ме прашува Марија Кондовска. Марија Кондовска, па кај ги пребрав, во Пирин планина. Како во Пирин, па така влегов во клозетот, клекнав и ги броев. Смрди корни, ама издржав. Пари се ги броев. И така ги изброев. Ама за да се кренам, нарачав една мастика. Дете, една мастика и опнав на брзина и седнав. И ги бројам. 2.450.000 и после тоа реков, дете, дај уште една мастика, за да се вратам пак ги избројав, пак клекнав во клозетот, ги избројав и така натака. Сега да не ја кажуваме цела. А до колку мастика? До 3. Марија ме прашува, мојата сопруга, нели, и ми вика до колку мастика, значи си пиел. Па морав нешто да ме дрмне. Па како би се однесувала ти, кога одеднаш ја отвараш ташната и гледаш чантата. Наместом харти 2.450.000 долари. Јас не сум видела толку пари, не можам ни да замислам. Па ја не сум видела, ама ги има. Не, ги имаме ние, ги имаме печатени тие. Така, како се чувствуваш на сцената? Јас, кога водам некоја манифестација, најубаво се чувствувам. Кој ќе се вклучат рефлекторите. Добро, тоа е искуство. Директен пренос, мислам. Тоа е еден вид, значи, јас сум определен за овој занает и веројатно најдобро знам да го работам. Комуникација со публиката? Да, но јас не можам да ја видам публиката, затоа што светлото наше е така направено, значи многу малку можам да видам во публиката и можда е тоа добро. Мора да имате таа дистанца од... Да, значи влезен во својот филм. Значи тоа е како во животот, а малку на ента степен, што викам јас, со тие како во животот ќе биде многу досадно. Многу досадно. Да. Ете така. Театарот е магија. Благодарам уште еднаш. Така. Ми беше ова за претходната емисија, нели? Да. Тука не е. Таму кратки бевме, Унџел не е сега, така. Секако инветуваме на гледачите дека ќе можете да те видат. Јас се припремам за Мара сега, имаме сексуална сцена и заради тоа се Да се вика порно. Да, порно. Јас ве оставам да вежбате. Порно, отколку порно. Поарно. Ете така, ја ве оставам поарно да си ја вежбате сцената. Многу, благодариме многу. Задоволство ми беше уште еднаш, се гледаме. Убаво е. Овдека? На оваа сцена ваша. Ете така, убаво. Почитувани гледачи, се простуваме и од вас, секако со порака, останете со програмата на македонската телевизија, гледајте емисијата Нешто плюс Окате секоја недела. Поздрав, каде и да сте. Чао!